После врело на матка, изворот на бабуна на Јакупица, спелеонуркачите од Македонија продолжуваат со истражување на подземните водни ресурси на нашата држава. Овој пат влегоа во изворот на втората по големина река во Македонија, Црна река, кај селото Железнец во општина Демирхизар. Нуркачите се спуштиле во изворот во должина од 120 метри и длабочина од 20 метри. Станувало збор за огромен воден басен, кој што досега воопшто не бил соодветно истражуван. Самата експедиција е тешка, бидејќи станува збор за нуркаме во тесен простор и бара многу покомплицирани услови за да се изведи сето тоа. Влезот е многу тесен, низок, каде што има мал меандер и потоа се спуштаме во длабочина од 4 метри, која што е тесен канал, па потоа продолжуваат и се отвораат други канали, каде што водат кон уште понатамошни нови истражувања кои што треба да се организира сериозна експедиција. Целта била да се истражат сите водни ресурси кај нас и да се знае со што точно располага нашата држава, затоа што со климатските промени водата ќе биде основниот фактор за опстанок. Да видиме со што располагаме како природни ресурси, што имаме, во колкав број и до каде се тие граници на науката. Во наредните години се повеќе ќе се обрнува внимание на овие истражувања, затоа што водата е еден и од најклучните фактори за опстанок на планетата Земја, за опстанок на човештвото и за општото добро на сите, бидејќи тој извор е со голем потенцијал и доколку се продолжи, како што спомнавме со понатамошни научни истражувања, може да представува и голем снабден извор за локалното население, па и поширокиот регион. Експертите велат дека државата многу повеќе треба да се вклучи во ваквите истражувања, и со пари и со набавка на соодветна опрема за испитување, затоа што скоро сите држави во Европа веќе ги имале мапирано своите водни ресурси. Па во другите држави веќе многу одамна се истражувани сите овие големи потенцијални извори, затоа што станува збор за извор кој што е многу познат и на локалното население и на самата јавност тука кај нас, и се обрнува големо внимание затоа што водата е еден од главните фактори за живот. Без незе не можеме да обстојува човештвото, природата, не можеме да функционираме и навистина таму се обрнува многу голем процент на истражување вложува државата, затоа што тие ресурси што ги располага во моменти каде што во вакво време влијаат многу климатските промени и наглите промени на природата, се главен фактор за да знаеме со што располагаме и колкав процент можеме да го искористиме од нив. Спелеонуркачите очекуваат во иднина многу поголема поддршка и соработка од надлежните институции на ова поле, се со цел добивање на релевантни податоци со кои и колку водни ресурси располага Македонија.